Вакцината Оксфорд AstraZeneca нуди минимална заштита од лесна болест од јужноафриканската варијанта на коронавирусот, тврдат научниците за раните испитувања. Една нова студија која што се уште не е разгледана од врсници вклучи околу 2000 луѓе кои што биле во просек по 31 година, но професор Сара Гилберт, развивач на водечки вакцини во Оксфорд, рече дека вакцините сепак треба да штитат од тешки болести. Таа додаде дека програмерите веројатно до есен ќе имаат модифициран удар за борба против варијантата во Јужна Африка. Мјанмар ги запиша своите најголеми протести во повеќе од една деценија, бидејќи десетици илјади луѓе се собраа против војниот удар и побараа ослободување на избраниот лидер Аунг Сан Су Чи. Не сакаме војна диктатура, сакаме демократија, извикуваше народот во главниот град Јангон. Митинзи се одржаа во повеќе од десетина други градови. Пристапот до интернет сега е обновен по еднодневно затемнување. Армијата се уште не даде коментар за растечко спротивставување на ударот во понеделникот, пренесува BBC. Инаку војската ја презеде власта откако без докази тврдеше дека изборите во ноември биле лажни. Владетелите прогласија вонредна состојба во трајање од една година. Двајца чеченци хомосексуалци кои побегнале во Русија откако наводно биле измачувани, биле вратени во Чеченија и се наоѓаат во смртна опасност, вели група за заштита на човековите права. Руската ЛГБТ мрежа соопшти дека двајцата мажи се запленати и вратени од руската полиција. Групата соопшти дека им помогнала на мажите да избегаат во Русија минатата година, за да избегнат апсење од страна на чеченската полиција, официјално за водење на опозицијски канал Телеграм. Двајцата изјавија дека биле измачувани и принудени да снимаат видео извинување. Сега руската ЛГБТ мрежа соопшти дека двојката било апсена во четвртокот од руската полиција во нивниот стан 450 километри источно од Москва. Се уште не е јасно зошто биле приведени.